Денеска Европската куќа во Струмица го слави третиот роден ден. На истиот присуствува амбасадорот на делегацијата на Европската унија Девид Гир, заменик амбасадорот, градоначалникот на општина Струмица Костадин Костадинов, младинскиот совет и безброј граѓани. Here, I thought, what am I going to say about Europe House? Всушност, кога доаѓам наваму, значи на пат на кај Струмица, се мислев што можам јас да кажам сега за роденденот на Europe House тука во Струмица и се реков ќе си напишам нешто всушност без многу размислување, сакав да го опишам Europe House тука во Струмица. И всушност тоа што ми дојде на ум, првата работа е отвореноста на самите жители, на самите граѓани тука, разноликоста, диверситетост на сите тие кои што живеат тука, креативноста, имагинацијата, иновацијата, а најмногу од се енергијата која што имате и позитивниот вајб. И токму е тоа што треба да го има Europe House. И јас искрено се надевам дека и во следните 3 години Europe House Струмица ќе ги задржи сите овие квалитети кои што навистина направија разлика тука и ќе направат разлика во следните 3 години, па и во иднина. Возејќи се со амбасадорот и делегацијата на Европската унија во Струмичките кавалери, долго размислував зошто кога имаме настани организирани од EU House или поддржани од делегацијата на EU, имам поделено чувство дали сум домакин или сум гостин на настанот. Оти настаните се во Струмица. Влегувајќи во собата, сватив дека тоа е и суштината на Европската унија. Да можеш да се чувствуваш дома како гостин и секаде како дома. Така да, амбасадоре, благодарам и на Ана и на Томи што преку EU House ни го доловивте чувството на тоа што значи да се биде европеец во Струмица и во Северна Македонија, иако не сме членка на Европската унија. Ви честитам, оти без таквите иницијативи немаше да можам, барем јас, а се надевам и другите, да го имаме таквото чувство. EU House е навистина еден хаб кој што нуди можности пред се, нуди знаење, иновативност, но нуди и патоказ, дури и за нас како државна институција, општина Струмица, за тоа што значи и како треба да се биде поотворен, потранспарентен и поодговорен, особено кога станува збор за иницијативи и проекти поврзани со младите луѓе. На самиот роден ден се оствари панел дискусија во кој учествуваа успешни ликови од различни профили кои ги споделија нивните искуства. Александар Динев, 5 години, е инфлуенсер со забавна содржина. Тој има околу 300.000 следбеници на TikTok и 27.000 следбеници на Instagram. Своите искуства и таленти ги сподели Наталија Лупеска, односно спортистка, кошаркарка, планинарка, а сега е извонредна колекционерка со своји изработки и ученици кои ги учи да бидат креативни. Својот збор го имаше и доктор психијатар Милјана Кацарска. Таа е специјалист психијатар, исто така специјализирана во областа судска медицина, има 10-годишно работно искуство во приватна ординација. Дискусијата продолжи со млад менаџер Горан Митров од Штип, тој е менаџер во руска нафтена компанија, потоа продолжува и со модниот бренд Елена Лука, а исто така неговото менаџерство продолжува и со хотел Цар Самуил. За сето тоа имаат заслуга и Ана Клешова, Томи Печков и Анета Спиревска, односно на самиот настан како модератор беше Сузана Мицева. Атмосферата и целиот разговор траеше долго и се остварија безброј дискусии и прашања од страна на младите. Ни представува огромна чест и задоволство што токму денес, 3 години после отварањето на Europe House, се уште го има тој жар кај струмичани, а и кај луѓето од регионот да присуствуваат на настани, да сакаат да слушнат нешто повеќе, така да подготовките беа напорни, но сепак после успехот кој денешниот настан го постигна, сме пресрекни.
Како што изјавија од Европската куќа, тие се спремни за нови соработки, проекти и успешни настани како и досега.